Би сакал да поставам едно прашање. Уште колку до Ханан? Тоа е точниот одговор. Според настаните што ги гледаме, уште малку. Дали се сеќавате на еден цртан филм од минатиот век? Не е страшно ако не се сеќавате. Каде што некое друштво се наоѓа на пат до некоја дестинација, мислам дека беше по планини, по низ шуми и така натаму, и постојано водачот го прашуваат уште колку? Уште колку? Кој беа првите одговори? Уште малку. Меѓутоа, нестрпливите пак прашува, уште колку? Уште колку? И следните неколку одговори беа уште малку. Но кога нестрпливиот да здодеа ептен со тоа исто прашање, па уште до кога сега, уште колку? Тогаш Велеструмфот му одговори, уште многу. Значи, имаме уште малку и повикани сме, особено гледајќи ги настаните околу нас, со вера, навистина, да изградиме силно трпение, дека е уште малку, уште кратко. Не можеме тоа да го представиме со бројки, како време, бидејќи тоа не ни е дадено. Но ако сме толку нестрпливи и неблагодарни кон Господа, тогаш ризикуваме за нас да биде тоа што е уште малку, да стане уште многу, и тоа многу во смисол бесконечно. Во таа ситуација се најде Јуда, за кој што слушавме проповед минатата сабота од брат Ѓурица. Замислете, првата причест на апостолите со нивниот Господ и првата света причест во историјата на црквата, за Јуда беше последната. Колку страшно. Ако ја загубиме верата и трпението, а навистина, слава на Бога што овие настани од лани до сега направија крајот да изгледа, Христовото доаѓање да изгледа сосем близу, но ако ја загубиме верата и трпението, тогаш не само што нема да биде близу, тука едноставно за нас тоа веќе ќе биде ирелевантно. Како да никогаш нема да дојде. Или кога ќе дојде, за нас ќе биде суд и осуда, а не радост и спасение, како што Исаија прорече за сите оние што ќе се радуваат кога ќе го видат Господ. Ете го нашиот Господ доаѓа со радосни срца. Да даде Господ секој еден од вас да биде исполнет со радост во тој ден. Без оглед дали ќе заспиете до тогаш или ќе останете будни цело време, знаете на што мислам. Важно, тој ден ќе бидете живи и здрави во вашето тело, со вашите очи ќе го видите како доаѓа и да се радувате на неговото доаѓање. Пред да продолжиме, би сакал да погледнеме едно кратко видео кое што верувам ви е познато, барем на повеќемина од вас, па само да го проследиме, а потоа ќе коментираме.
מרוצה, אדוני? מרוצה שנפתח? מרוצה שנפתח? מרוצה? בטח שאני מרוצה. סוף כל סוף אפשר, התחסנו ועשינו, ואני מקווה מאוד מאוד שכל עם ישראל יתחסן. Знаете ли što беше ovo? Ne, to je muabet na kraj ne je bitan. Na evrijski muabet. Да, за време на неодамнешните протести во Израел против ова фашистичка диктатура која што Нетањаху ја спроведува, се направија и такви паралели со Втората светска војна, со Холокаустот, со посебното обележување или маркирање на евреите тогаш, а на кого сега? На невакцинираните сега. Знаете ли што беше ова? Сите сте повинале низ вакви или слични контролни врати, така да речам, обично кога минувате граница, кога влегувате во аеродром, во авион, и каде се не, на суд има можеби да не внесуваш оружие случајно. Меѓутоа, знаете ли што беше ова? Не беше ниту граница, ниту аеродром, ниту суд. Знаете ли што беше ова? Ова беше супермаркет во Израел, во кој што само вакцинираните смеја да влезат и да пазарат. Ова е видео старо нешто повеќе од 2 седмици, тогаш само го споменав пред 2 саботи, кога го немавме црковниот лаптоп, па не можев тогаш да ви го прикажам. Некои најави во врска со ова видео велат дека тоа не чека во иднина, во целиот свет. Ако тоа навестина не чека во иднина, во целиот свет, тогаш лажната вакцина ќе ги има сите обележја на жигот на зверот, а според мене освен едно, тоа е она што одамна го кажав, можеме да разбереме што значи жиг да се стави на рака, ако е вакцината жигот, но како ќе се става во глава, тоа не сум видел до сега вакцина во глава да се става. Има некои што се обидуваат, сите оние што тврдат дека вакцината е жигот на зверот, се обидуваат да кажат дека вакцината ги содржи тие наноботови, тие ситни микроскопски алатки кои што ќе го репрограмираат вашиот ум, ќе го засегнат челниот резен напред и ќе ве претворат во зомби на далечинско управување. Тоа така велат мнозина. Дали ќе биде така или нема да биде, не знаеме, времето ќе покаже. Јас лично верувам дека Господ ќе спречи ова да не се случи во целиот свет. Бидејќи жигот на зверот не е вакцината. Но, барем не според Елена Вајд, според адвентните пророштва и така натаму. Но, во сето ова, ако се случи да биде спроведено по цел свет, бидејќи Израел е само експериментален полигон. Оно што се планира за целиот свет во Израел се пробува сега, се испробува, не само сега, минативе месеци, неколку месеци. Ако Господ дозволи ова да стане во целиот свет, тогаш од практичен аспект, ако не можеш да купуваш и да продаваш,
освен ако ја имаш лажната вакцина која што генетски го модифицира твоето тело, тогаш што е важно, дали е или не е жигот на зверот. Ке ги има во тој случај сите карактеристики на жигот на зверот и бидејќи се работи за грев, значи тоа е нешто што Божиот народ треба да го одбие и по цена да не може да продава или да купува. Но ќе видиме дали Господ тоа ги го дозволи. Кога јас прв пат го видов ова, знаете ли која беше првата емоција што ме обзеде? Погодете. Не беше страв, не беше загриженост, радост, голема радост. Ако вакво нешто веќе во нашите денови се случува, 1 година после првите затвори, карантини, политички часови, немања богослуженија во црква. Ако сега дојдовме до тука, кога пред само неколку месеци велевме дека вакцината не може да биде жигот на зверот, бидејќи се уште не гледаме забрана за купување и продавање во врска со неа. Ова е сега само во Израел. Вете, во Израел не може неделен закон да биде жиг на зверот. Во Израел саботата е државен празник. Значи, во Израел глупово е сега, Бог да чува, може и тоа да се случи. Замислите, дали може израелската влада да донесе такви мерки со кои што ќе ги тера израелците и евреите во сабота да мора да одат на работа, да мора да ја газат саботата. Само за Израел, замислите. Значи, не изгледа веројатно дека до тоа дередже ќе падне израелската влада, која што е веќе споредена со нацизмот, со фашистите, со Холокаустот, по сите досегашни работи што се случија во таа земја. Не знаеме дали ќе биде применето ова на целиот свет. Меѓутоа, не знам за вас, јас се радувам кога слушам вакви работи. И сега се поставува прашањето, што мислите? Дали оваа причест ќе биде за нас лично, за секој еден од вас, дали може да биде последна во нашиот живот? Се разбира дека може. Дали може да биде последна причест што ќе ја имаме во црква? Би сакал да ве подсетам дека најавено е, нели, од гласноговорниците на новиот светски поредок, дека крај на мај, или може би и порано, после Великден у секој случај, значи после 2 мај у секој случај, а сега кога точно, или најдоцна почетокот на јуни, треба да се случи оној глобален хаос, оној снемување интернет, снемување струја по цел свет. Преку една ноќ планираат да го вратат светот во 19 век. И пред Тесла, и пред Едисон уште. И тој глобален хаос, замислите каков се хаос, тоа ќе представува. И тој глобален хаос, бидејќи короната не успеа, сега со ова да се натера светот да ги прифати сите мерки на глобалната фашистичка диктатура на Антихристот. Интересно е, нив им се брза. На ѓаволот му се брза. Затоа што Божито Слово ни вели, има малку време. Особено денес има малку време за многу што. Ѓаволите разбираат дека Господ досега им поматил, им расторил еден куп планови од 2000-та година наваму.
што се не планира уште досега да го реализира и да го направеа. Господ пак не чека нас. Дали сме ние спремни? Оние што се спремни, Господ ги зеде. Дали сме ние спремни за почивка, за телесна смрт, или за последните настани, за последните големи неволji? Да ве вратам во мислите уште еднаш на раното христијанство, каде што, иако секоја седмица, еднаш седмично се причестувале, толку често, секоја причест за христијаните од тоа време беше потенцијално последна. Зошто? Затоа што немаше гаранција дали следната недела ќе бидат живи. Дали следниот пат ќе може да присуствуваат некаде во илегала, во ноки, во некаде на гробиште или во катакомби, на литургија за причест. Последната причест, што е секоја причест за верниците била како да е последна. Бидејќи немало гаранција дали ќе бидат живи и здрави следната недела и дали ќе има наредна причест. Можело во меѓувреме, за тие 6-7 дена во меѓувреме, да бидат уапсени, да бидат осудени и да бидат или запалени на клада, или фрлени во арена пред дивите зверови, или распнати на крст, или било како погубени заради нивната вера. Дали ќе се случи? Што ќе се случи? Некој глобален хаос кој што го најавуваат за тој период, мај или почеток на јуни, што значи во периодот до следната наша света вечер, ние не знаеме. Да даде Господ да ги спречи и тоа да не се случи. Но прашањето е за нас, дали сме ние спремни ако се случи. И тоа не мислам толку на техничките и материјалните услови за живот, туку на нашето срце, на нашиот дух. Дали сме помирени со Господа и со нашите ближни? Дали сме спремни оваа причест да биде нашата последна причест во животот? Дали сме спремни оваа сабота да биде нашата последна сабота во животот? Дали сме спремни ова богослужение да било нашето последно богослужение во животот? Да размислуваме за овие прашања. Бидејќи сега не живееме во времето како пред корона кризата, во така наречената нормала. Инако ништо не било нормално од денот кога Адам и Ева ја напуштија Едемската градина. Единствената вистинска нормала во која што светот и ние можеме да се вратиме е таа совршената нормала. Бидејќи и основачот на Светскиот економски форум не подсети дека нема враќање назад во онаа нормала што ја знаевме. Од сега натаму работите ќе се влошуваат и единствен излез е Господовото доаѓање и враќањето во првата нормала, во неговото царство, во неговата држава, во бесмртниот живот, во неговата градина. Пролетната причест од сите во годината некако ми е најубава, бидејќи е најблиско до времето кога Господ ја основал пасхалниот период, Велик ден. И не мора да се совпаѓа со нив, но календарски, но сепак е најдобра. Како што пролета
од сите годишни времења, таа е избрана како символ на вечноста, на идниот век, бесмртниот живот на новата земја. Вечна пролет, вечен ден, вечна светлина. Без оглед дали ова ќе ви биде последната света вечера во животот, дали ова ќе ви биде последната причест и општо како црква, една причест немојте да пропуштите, браќа и сестри. Знаете ли која е таа? Она на која што лично вашиот Спасител Исус Христос ќе ве причестува. Меѓу другото и со маната, да. Дали би сакале да бидете присутни на таа причест? Дали сме спремни да бидеме присутни на таа причест? Бидејќи времето е близу. Како што гледаме, времето е близу. Нека му е фала и слава на Господа. Јас би сакал во светлината на овие мисли, со вакви мисли да се упатиме кон обредот на понизност, бидејќи секој еден од нас тука е јуда. Секој еден од нас, сите сме ние јуди. Разликата е, за да ја избегнеме неговата судбина, значи кога Јуда бил присутен на Господовата причест, првата во историјата, а за него за жал последна, се уште не било доцна. Во тие моменти Јуда се кршеше во себе. Од една страна, неговиот пеколен план, со кој што планираше и профит, материјален профит, и како што тој си мислеше, истовремено ќе го натера Христа да стане цар. Да мора да се одбрани, да мора да превземе мерки и да употреби божествена сила и да се зацари. Од една страна тој пеколен, лукав план и измамлив план. Од друга страна Христовата љубов, покажана кон него на самата таа вечера. И Јуда се кршеше. Јуда можеше, наместо да излезе, да излета низ врата, Јуда можеше да реши да остане. И што? Да остане, да се откаже од мамона, да се откаже од профитот, да се откаже од својот пеколен план и да дозволи Господ да го води своето царство, а не он. Да дозволиме и ние, браќи и сестри, Господ да го води своето царство, а не ние. Адвентистите до ден денес се уште се наоѓаат во овој свет, затоа што мнозина водачи сакале тие да го водат Божието дело, тие да одлучуваат, не сакале да го следат Божието водство. И затоа сме уште тука, сега веќе 132 години по Минеаполис. Дали сме спремни ова да биде нашата последна причест во овој свет? Дали сме спремни ова да биде нашето последно богослужение, нашата последна сабота во црква? Дали сме спремни за времето и настаните кои што доаѓаат? Нека Господ ве благослови со овие мисли, да се упатиме прво нашите сестри, а потоа и ние останатите во долната просторија, каде што ќе го извршиме обредот на понизност.